првата средба со пријателска Романија е исконската привлечност на Влашката рамнина и величествениот пејсаж на романските Карпати. Овде природата ги подарила најубавите плодови. Непрегледните зелени полиња и густите шуми доловуваат прекрасни чувства. Сончевите зраци се истураат по рамнината, мамејќи на размислувања. Во времето на техничката и технолошката револуција, во почетокот на 20 век, сонцето ја оставаше својата златна прашина по безбројните црпалки за нафта. Овде повеќе нема доволно нафта како некогаш, но сонцето и денот се будат прелевајќи се по непрегледната Влашка рамнина, која ветува производство на храна, која почесто денес, а уште повеќе утре и во иднина, ќе биде индикатор за богатството на земјите. Тудината пуста да остане, таја од либето ме раздели, таја од либето ме раздели, што го љубев време 3 години. На 3-та година писмо прати и ми пиши нема да се врати. Не се враќа, друга си залюби и со неја тој си се ожени. Со будењето на денот во оваа пријателска земја се будат и многу македонски срца. На крајот од 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, до Втората светска војна, Романија беше ветената земја за македонците, кои таму наоѓаа екзистенција и подобар живот. Пустото Влашко, како во македонските народни песни се опејува богатата романска земја, беше дестинација на која пристигнуваа слаткари, возаџии, фурнаџии и други занаетчии, како и општи работници кои печалбареа низ цела Романија. Но магичниот здив на македонската земја се пренесуваше со вечните огнови што горат во срцата на печалбарите, кои насекаде низ светот копнеат по зелената тишина на родниот крај и повикот на родното огниште. Вечната сенка на печалбарството за македонците беше проклетство во чии води се разладуваше духот на оние кои побараа екзистенција и поубав живот насекаде низ светот. Но на македонската почва се сведоштвата за минатото. Под македонската земја се предците, а тие на туѓа земја ги облагородуваат гените на потомците со нови згуснувања на крвта, некаде помеѓу иконите во црквите, меѓу минатото и иднината. Голем број македонски печалбари се упатуваа на печалба во Романија. Меѓу првите беа велешани кои работеа како оџачари во Синаја.
Неколкумина кои во Тетово се вратија од печалба во Романија, од овој прекрасен зимско-туристички град во романските Карпати, го опишуваа градот Синаја како голем парк, како нестварна слика, како дел од некој возбудлив пејсаж на сликарско платно. Нашата екипа го биде токму таков, како извадок од најубавите Андерсенови бајки, што посебно се однесува за музеот Кастело Пелеш. Меѓу македонците во Романија најбројни се печалбарите од полок, подеднакво од тетовско и гостиварско. Тие се занимавале со традиционалните занаети, сладкарскиот, фурнаџискиот. Со својата работливост, честност и човечко достоинство обезбедија углед меѓу романците. Семејството на Теодора и Јон Испас, алијас Тодорка и Јоше Спасовски, беше едно од пристаништата на печалбарите од полок. Тие двајцата починаа и се погребани во семејна гробница во Плоешти, но македонскиот дел од срцето го предадоа на внуците Михалица и Дануца, кои не знаат македонски, но тврдат дека размислуваат на македонски, токму како нивниот дедо Јоше од Горнојеловце, Гостиварско. Плоешти е градот на петролејот, но Плоешти е и град на истакнатиот романски поет Никита Станеску, лауреат на Струшките вечери на поезијата. Плоешти е и град во кој остана да живее и Симо Стојановиќ со жена Романка, роден во село Долно Јеловце, Гостиварско. Јас се викам Симе Стојановиќ. Живам во Плоешт. Так дошол сум во Румунија 1943 године по татко ми кој работеше овде као приватни. Имаше трговина, произведеше за боза, сладолед и други сладкиши работи. Имаше фабрика за корнете. Сум женет овде. Жена ми е румунка и имам ќерку, лекарка, која работи овде во Плоешт и не знае ни жена ми југословен, македонски, ни ќерка ми. Јас сум самио еден, тоа останав овде со фамилијата мо. Ја љубам Македонија и желим за неа да биде што најубаво и народот да се биде што најдобро во животот нивно. Оставаме гробови по целата земја, за да ја нагласиме едноставната вистина дека земјата му припаѓа на целото човештво. Звездените патишта на судбината ги одведоа македонците на секаде низ светот, но македонскиот дел од срцето остана трајно наследство пред почитта кон предците. Напатениот македонски народ опстојуваше во вечната сенка на печалбарството.
Со меланхолични песни го разубавуваат животот во втората татковина, но копнежот по Македонија остана вечен предизвик пред светоста на постоењето. Нивниот дух остана заробен помеѓу меланхоличните штимулзи и бунтовни акценти за страдањето кон својата земја. Богу, мајко, ја отивам, денов јас да заминам, в туѓа земја непозната. Живот ќе, мајко, живејам. Збогум, браќа, збогум, сестри, збогум, мили, роднини, за последно збогум ви велам, последен път ви пејам ја. Било каде и да одам, вечно ќе ве споменам. А за тебе, мила мајко, ја ќе плачам и жалам. В туѓа земја непозната, живот, мајко, ќе живејам. Сум родена во Галичник. Кога не памта, кога имав 2 години, се преместивме во Гостивар. Од Гостивар по неколку години отидовме во Скопје. И пак не памта која година дојдов со мама у тетка ми на гости. И тетка ми ме допре овде и рече: ти имаш други девојчиња, Милица, остави ми ја со мене. И по 3 години ме мажи, мъж ми беше многу добар. Сега су вдовица, ми умре од 10 години. Има сестри во Скопје, иде ме гледа, тие ода да ги гледа, ама срцето ми е се во Македонија, жала за родно место. И може пак да се видиме, да дојде ќерка ми, има и ќерка тамо, и внучиња, може ќе дое лето да се видиме. Теа ми е најголем радост да ја вида, да се видиме, жала што се далеко од мене. И што да реча друго. Знам многу песни македонски, ми се мили македонски, на срце ми се мили. Зашто? Зашто? Дека су родена Македонија. И романски ми се мили, да, тамо, родно крај. Македонците се насекаде низ романската земја. Констанца, вливот на Дунав во Црно море. Прекрасен стопански и културен центар. Македонските печалбари кои останаа да живеат во Романија, својата желба да бидат во постојан контакт со Македонија ја остваруваат во кратките средби со своите кои ги посетуваат или се допишуваат.
посетите поради економските прилики се поретки. Но македонците кои се родија во Романија и останаа да живеат на романска земја како своја нова татковина, ја превзедоа одговорноста за чување на македонските традиции и македонскиот национален идентитет. Овде е Констанца, градот кај сум се родила ја. Пред мене е Црното море, а зад мене е соборната црква Рисјанска, како што смо и ние у Македонија. Овде сум живеела едно известно време, после сум се омужила у Букурешт и од Букурешт сум стигнала у Тетово. Тамо ми е душата, а овде ми е срцето, пошто сум живеела и овде многу убаво со родителите и со браќата, и тамо сум живеела убаво со све родбините на мажот ми. И ги поздравувам свите македонци што ме познава од све срце. И многу ми е жал, сакам да дојдем да се видим. Некогашната Кармен Силва или сегашна Ефорија Суд. Во куќата на Викторија Настоска. Таа долго време живееше со своето семејство во Тетово. Се врати во Романија за да си го поврати имотот на својот татко, кој некогаш во времето на социјализмот му беше одземен. Во транзиционите процеси на романската држава почнаа да се враќаат неоправдано одземените имоти. Денес, во нивната вила Алексис на својот татковски имот, Викторија со нов животен елан се навраќа на спомените од детството во Романија, но се втурна во нов копнеж за Македонија, зашто и незиното срце чука по македонски. Јас сум Викторија Настоска, сум родена у Констанца во 1925 година и ова е вилата Алексе на името на татко ми мој, што сме работале ја и со другите браќа мои, што сме створиле овие. Татко ми бидејќи и мајка ми ка печелбари дојдени овде у Констанца, да. И сме створили ова што сме створиле сега. Оваа куќа, оваа вила од татко ми се запознав со мажот ми Борис, што е роден у Тетово. Се венчавмо и живевмо у Букурешт. У Букурешт сум родила два сина, Алексе и Мирче, и после у 52 година од работи неубај како беше тогај, дојдовме у Тетово. Тамо сме живееле многу убаво, не пречекаја многу убаво, ни дадоа све могуќности што требаше. Тамо ми се школувани двата деца, и Алексе и Мирче. Имам родбини мои лично немам, ама од мажа ми имам фамилија Гуговчевски, фамилија Циповци и Моневци и други. Ме прифатија многу убаво, со сен што ја за тамо сум била јабанџија, пошто немав никаков род тамо. И сега на стари години сум се решила, сум ги оженила децата, имам 4 внуци, свите ми се школовани, тројца се на медицина, една ми е на информатика. Сум многу радосна од душава дека нешто сум направила у животот мој од 77 години. Во 91 година сум дошла у Румунија и државата румунска била многу добра према мене, ми врати целото имање назад, што го имав,
се одделивме со сестриве што ги имам овдека и многу сум му захвална. Сега повторно сум ту Вила Алексе, куќата од татко ми, у градот Ефорие суд, порано се викаше Кармен Силва. И сум за тоа да све децата мои и родбините и од мажот ми страна и од моја страна, кога и сака да дојде, се добро дојдени. Сакам да биде едно пријателство меѓу румунците и македонците, дека така е убаво. Колку се луѓите поближни, толку е поубаво и порадосно. И на стари години сакам да си живеем овде кај сум се родила. Со свен што срцето ми е овде, а душата ми е у Тетово при синоите, снаите и внуците мои таму. Во местото Бранешти, на 15 на километри од метрополата Букурешт, се среќаваме со Цветан Михај, автомеханичар, трета генерација на тетовски печалбари. Не знае македонски, но во очите му блика милозливост и пријателство кон нас. Јас сум Тетро Колено, Македонија, Тетово. Părinții mei sunt din Macedonia, din Tetova. Eu nu știu bine românește, adică nu știu bine macedonește, pentru că n-am avut cu cine să conversez, fiind părinții mai bătrâni și nemai fiind decât singur, n-am reușit să învăț bine limba macedonească. Мишо ми е братучет, втор, по татко и за жал сега сум доведен и ја у ситуација да морам да го преведувам, а од друга страна еве туѓината што прави од нас кога времето минува и ни ги брише корените на одреден начин. Во неговото излагање на романски јазик кажа дека неговите родители се од Македонија, поточно татко му од Тетово, практично татко му е прв братучет со татко ми, и дома додека бил малечок зборувале по нешто романски, меѓутоа од ограничени можности. Полека и тоа малку што го знаел се избледило и еве вика тек вика по нешто успевам да кажем на македонски, а за разбирање разбирам поприлично. Tatăl meu s-a născut în România, au plecat la vârsta de 1911, s-a născut în România și la vârsta de 8 ani până la vârsta de 13 ani am învățat în Tetova. Școala generală a făcut-o acolo și după aceea a venit iar în România, s-a ocupat cu negustoria și de la negustorie a ajuns la ce se vede astăzi. M-am florit, au avut 3 magazine, unul în Brănești, 2 în Brănești, unul în București. Cam asta a fost cu ce s-au ocupat părinții mei. Во неговото кажување братучет ми кажува дека практично и татко му, односно стрико ми, е роден овде 1911 година. Непосредно после раѓањето починал татко му и од тие причини биле приморани да се врата на еден одреден период кој на одреден начин се продлажнал во Тетово и практично во Тетово татко му негов го научил македонскиот јазик и завршил основно училиште. После тоа се враќаат поново у Руманија назад. Се овде се зафаќаат со трговија, работата им тргнува убаво, што ќе се види и по дел од имотов што тогаш постои. Дошле у моментот на најсилната работа што ја имале, поседувале еден дуќан овде у Бранешт, 2 у Букурешт. У тоа време, што било необичаено и одлика на еден
добар статусен сталеж и кола, лека кола. Романскиот главен град е космополитски центар. Тука се спротиставуваат времињата. Во него остана да живе најбројната популација македонски печалбари. Бреза Марија со моминско презиме Цветановска од Тетово. Нејзиниот покоен маж е од Галичник. Тие се едно од најстарите семејства кои се дојдени во Романија. Таткото на нејзиниот маж Филип е дојден од Галичник во 1880 година. Се викам Бреза Марија, по името од мъж ми, Александар. И сум родена Бреза Марија Светановска. Мајка ми, татко ми са од Тетово и све родителите ми са од тамо и сум била од некои 15 години не сум била у Тетово. Има многу роднини тамо и сега сум стара од 88 години и живим со ќерка ми. Флорика Клеопатра га вика. И таа е била инженер и сега пенсионера. И си седимо, јас седим овде на блок и ќерка ми седи на куќата моја близу до мене. И си докарам на ум таќе како сум била качера у Тетово. И имав тамо комши многу добри и дејчиња, деца што си играв момие. Си докарам ум, многу ми е жал за тогај времето тоа, кога сум била мала и кога живеше мајка ми. И си докарам на ум, кога сум била, немаше воз. И ни коле не ерал, не биле тогај. И одевме многу подоле и ќе најдевме по некава кола и ќе не носеше кој знае колку сати и после ќе најдевме друго, имаше воз, ама малав воз. Одеше таки, како се вика, полеку, браќа мои, Костика и Петрика и Јоника, ќе слезеја од воз, ќе играја и после пак ќе се качеја у воз. Мужот мој е од фамилија Брезовска, од Галичник. И тие дошле овде во Романија од 1988. Муж ми умре сега 19 години. И биле тие, имале дуќани, биле ангросисти за сирене, како се вика. Да. Продавале со ангро. Да. Живеле и у Грција, Греција тамо,
И после дошли овде и бил англосист од Брнзетор, како се вика. И било поарно овде од таму. Флори, ќерка моја, се вика Флори Клеопатра Бреза, по името од кумата. Да. И е родена у Румъния и имамо многу роднини у Тетово. И била у Тетово неколку пута. Ќерка ми не толку знае да збори, ке немавмо време да зборимо, ке имавмо многу непријатни работи. Разбирам, а не могу да зборим добро. Добро, да. Помало. Така се разбирамо ние двете. Во станот на Надежда Теофиловиќ, родена Бундалевска, впечатлива старица на 88 години. Незината ќерка Паула се трудеше со нас да зборува единствено на македонски, за да се потсети или да научи некој збор. Таа се презива Станеску на мажот, но се представува Теофиловиќ. Инженер-конструктор, извонредно љубезна личност. Во неа зрачеше љубовта кон Македонија. Нејзини роднини се семејството Кочовски од Тетово. Свекор ми не знам да тој фамилијата ја донесе у 919 година. Тој дојде порано. И работеше работник со ден, не знам што работеше. Ноќу стануваше самовар, знаеш самовар? Чај. Нарамо одеше на еден голем магазин по Кале Викторија и на 4 сатот беше викала Виктори и самоварот голем со чај готов и кога иде работниците тамо, тој им даваше чај. И знаете каде спиеше? Можам со жестикулам. Имаше еден долап висок голем, 2 метра и еден рафт толку. 1, 2. И на вратите сито со дупки. Таму спиеше. И стигна, најпосле беше фабрикант, богат. Најголем негустор, как се викат, од Румунија, од Мрац. Мрац натурале, не фабрика. Фабриката ја направи у 1931. Елвицијана, Шулцер Фрер. И дојде од тамо меканикот со специјалисти и ја монтира фабриката. И беше елегантна, убава фабриката. Сите македонци експлозираја и пратија у Југославија. И многу замина, со деца, со многу. И не остана многу мало. Немаше, беше миноритари многу беа, сега не. И мажоритата, дека најмногу беа трговци, бирт економик, бирт, ка гостиница, да не за луѓеша, помалу пред за работници, предушуче. Стрина ми, сестра цвекарва ми, мајка му одбраше каде седев, не то ставам ја тебе да одиш на село, ти одат наполе и ти што ќе правиш со старата сам, ќе дојдам со тебе. Беше многу цивилизат. Знаете што ми правеше? Сваки ден хај на стејце ми викаше да се шетаме низ Тетово. Облечи се убо, дај се... И ја прашува, Златано, која е ова? Јас зборам ка на село, немам диалект од град, не знам култа. Која е ова?
Снao сестрано од Букурещ. Зној нашински, поубаво од тебе. И отидов, и после дојде Смилко со колата, ја не се каче в кола. Качи децата, багажи, вализе со шапки, фин. Отидов во пожарене. Беа многу убави, беа богати, дека убав кшта, уба направена. Од Румунија печелеа, таму носија. Пазарот е одовде, а шо не? Да, пожаране е на рид. Да? Мене ми беше страх да се качам кола. И се држав ка циганите кога врза кучето за колата, јуциве. И јас се држав. Качи се, вика ми е страв. Има став од коњ. Свекор ме имаше овде на фабрика 12 коњи од Смилко, од децата. И еднош дојде да пие вода. И еден кон беше одврзан, не беше врзан, дојде да пие вода. И ја не знам зашто отидов. Имав кокоши многу да зема јајцата. И ја започнав да викам и од страв бегав. И свекор ми излезе од биро. Вика, шо се случи? Викам, конде отидеш вон? А шо е, куче да те укасат? Јас сум стара неодам веќе. И един човек стар, не е убаво виден. Младите се млади, модерни. Имат македонци, да не знам. Имам Брезовски, имат, како не, све роднини. Да, ни одам, ни идам. На телефон збориме. Ја сакам Македонија. Ја сум де акорд, не знам како. Имам роднини многу. Имам врска, млега, как се викат, млега де Македонија. Сите роднини мои, и јас сум македонка. Јас сум македонка, охо. Забрај. Јас сум родена од фамилија Теофиловиќ. Татко ми е Македон, од Пожаране, и мајка ми е Македон. Родена у Румунија. Родена на Руманија. Ја сум Македон, мој крв е Македон. Живам на Руманија, љубам, не зборам убо, бев од професија инженер. Имам едно дете инженер. Син ми не е женет. Ја сакам да имам една сна македонка. Да бидеме многу Македони на нашата фамилија.
Кога зборуваме за македонците што живеат во Романија, треба да споменеме дека се работи за две категории. Едната се потомците на македонци кои што како печалбари доаѓале во Романија меѓу двете светски војни и потоа останале тука, а втората категорија се така наречени деца бегалци кои што по граѓанската војна во Грција заедно со Грци и други што учествуваа во таа граѓанска војна дојдоа во источните земји, меѓу кои и во Романија. Оваа категорија на деца бегалци овде се школуваа и најголемиот дел од нив заминаа повторно во Република Македонија и таму сега живеат. Првата категорија на потомци на македонците кои што биле печалбари овде, за жал во времето на режимот на комунизмот имале комплетна прекинување на врските со своите роднини во Македонија и по 89 година тие врски се воспоставени и се збогатени. Можеме да кажеме дека има една така наречена трета категорија на луѓе кои што потекнуваат од Република Македонија и пошироко од регионот Македонија. Тоа се власти кои што во текот на минатиот век доаѓале во Романија, но со своите врски останале во контакт со своите роднини или преку движење преку трговијата. Тие сега и нивните потомци представуваат мост за соработка меѓу македонскиот и романскиот народ, односно меѓу Република Македонија и Романија. Еве во денешниот весник Адеваро читаме за Џика Хаџи, кој што и самиот вели дека е македун, односно македонец, бидејќи неговиот татко, односно неговото семејство е од регионот Македонија. И во една прилика, на еден прием, имав можност и да разговарам со него. Зборувавме за тоа дека е по потекло од Македонија и тој инсистираше на тоа да се вика македонец. Иако како познат фудбалер во Романија, тој е многу славен и едно време беше и тренер на репрезентацијата односно селектор на репрезентацијата на Романија. Сега е познат бизнисмен во областа на туризмот. Купи еден хотел кој што близу до Мамаја го развива и како една категорија на човек кој што преку неговиот татко има врска со Македонија, како позитивен пример, кога велиме дека власите кои што по потекло од Македонија се преселиле во Романија, представуваат мост на пријателство меѓу Република Македонија и Романија.
Од сите македонци кои некогаш тргнаа кон Романија да бараат екзистенција и поубав живот и останаа да живеат на романска земја, заедничка карактеристика им е работливоста и почитувањето на својата нова татковина. Тие станаа примерни граѓани на романската држава, но нивната душа е во длабока сентиментална врска со постојбината, со Македонија. Не е минато се она што минало, не е иднина се она што ќе дојде. Срцето е тука, во сегашноста, за да чука по ритамот на своите гени, зашто тие ја покажуваат нашата посебност. Семејството Марку е од Галичник. Старата Милица има извонредно чувство за музика. Со меланхоличен наплив во душата пее стари македонски печалбарски песни. Во нејзиниот стан се подсетува на Македонија. Ја поднаместува сликата од семејството на нејзината ќерка Ангелина и зетот Павле, кои живеат во Тетово, и со љубов очекува од нејзиниот син Ѓорѓе Марку да запее на македонски. А тој, Ѓорѓе Марку, романски композитор со македонска душа и срце, ни зборуваше како на последниот попис во Романија, неговиот син, по мајка романец, се запишал македонец. Печелбарството е вечна сенка за македонскиот народ. Оние македонски печелбари кои дојдоа во Романија во потрага по поубав живот и екзистенција, денеска останаа да живеат во Романија како македонски граѓани кои што срцето и телото им е во Романија, душата во Македонија, денеска можат да бидат еден од многуте мостови за зближување меѓу македонскиот и романскиот народ. Денеска имавме чест да разговараме со еден познат македонец од Букуреш. Во Букуреш се зборува дека е голема среќа ако за музичка илустрација на некоја театарска представа се обезбеди македонецот Ѓорѓе Марку. Јас сакам да го представам нашиот македонец од Романија, Ѓорѓе Марку, композитор, истакната личност од културата на Романија, која што денеска е наш амбасадор во Романија, амбасадор на македонскиот народ, на македонската душа која остана да живее во Романија. Господине Марку, каква музика пишувате? Мојата музика има нешто специјално, мислам јас, и не само ја кажувам такви думи, нешто специјално зашто во моето срце носам македонските стари песни, кои знам од мајка ми. Се родив и, како добро кажете, за мене Македонија не е во Грција, во Скопје, во Бугарија. Македонија е во срцето ми и во срце на сите македонците. Ја носам со мене Македонија во срце и кога пишам музика, без да мислам на ова работа, има нешто тамо што има врски со Македонија.
Mi-e mnogo drago što ste gosti u România i koga imam kontakt sa makedonski, za mene je mnogo važno. Mislim, što ja imam jedan život u Rumunija, jedan život tamo. Ne samo što Makedonija je rodno mesto na majka mi, tamo imam mnogo rodnini, imam mnogo rodnini što ih sakam mnogo. Sestra mi, tetkite, bratučeди, ako me gleda сега, да знаете, što ih sakam mnogo i mislim mnogo na njim. Вие сте амбасадори на Македонија во моето срце. Не знам ако зборувам, јас зборувам од мајка ми, сум роден во Румунија, мајка ми каличанка ме научи да зборувам македонски. Не знам како зборувам, ако зборувам добро, знам што и ова јазикот е многу важно за сите македонци, да не го заборават и да го носит на себе си. Да. Ние македонците почнавме да сееме гробови по светот. Но со тоа покажавме дека земјата е мала и дека целата земја му припаѓа на целото човештво. Ние треба да воспоставиме контакт меѓу нас, како македонци во целиот свет. Дали во Романија, дали се собирате како македонци кои останаа да живеат со македонското срце на романска земја, дали се собирате, дали контактирате меѓу себе и со родната грудка? Да, македонците во Руманија сме роднини. Можам да речем што сите сме роднини. Напред беше друго нешто. Имавме време да се собереме, да пееме македонски песни. Сега животот е по-друг, по-брз, сите. Например, јас работам многу, нема време и со пријателите да се видам, а со македонците не видиме многу ретко и неубаво. Мислам што животот е не друго нешто. Да. Живееме друго. Македонската душа е целиот свет, како што кажавме, и верувам дека еден ден Ѓорѓе Марков, композиторот и човекот македонецот од Букуреш, од Романија, ќе дојде во Македонија и ќе им се представи на македонците како дел од македонскиот народ. За мене е многу важно. Ја бев во Македонија и напред и со цело се кога сум во Македонија, јас сум друг човек. Јас сум друг Ѓорѓе Марков. Македонецот Ѓорѓе Марков. Сакам да ти свирам нешто, не. Сакам да ова што ќе ти свирам сега да бидете една песна што имам јас на глава така со мелос македонско така. А немам думи за неа. Ја не можам да пишам думите. Ја пишам думи во Румунија на моите песни, стварно. А во македонски зборови ми не... Хајде да ти свирам нешто. И ако мислиш на некои думи, може да се роди некоја песна за... Заедничка песна. Јас сум горден дека таква соработка е веде. Ја ќе ти пеам само што знам. После ти може да мислиш друго. Одлично, Ѓорѓе. Да? Повелете. Хај ова, да мислиме. Например. За думи. Одлично. Драго ни е што имаме таков наш амбасадор на македонскиот народ и во Романија, како и во целиот свет што ги имаме македонците. Ми е многу драго што сте со мене и за сите македонци да знаете што на овој свет во Румунија живеете еден човек што има Македонија во срце. Ова е многу убаво. И вие да носите Македонија во срце.
Македонците во Романија се и можат да бидат еден од многуте мостови на пријателството меѓу Романија и Македонија. Судбината на македонските печалбари кои живеат и оставија потомство во Романија се најубавите мостови на пријателство помеѓу романскиот и македонскиот народ. На оние кои останаа да живеат во Романија, македонскиот дел од срцето е знак за препознавање во минатото и иднината. На нив останува одговорноста, географската далечина меѓу македонскиот и романскиот народ, да ја направиме топла човечка близина. Со тоа само потврдуваме дека земјата му припаѓа на целото човештво.